Мил мој пријателе далечен, ти го пишувам оваа писмо, за да те поканам на гости кај мене. Ем да бидеме верни почитувачи на народната поговорка едно видување еден век, ем како на љубител на убавите нешта, да те ги покажам сите прекрасни места кои го прават регионот во кој живеам единствен, чудесно привлечен и неповторлив. Овде, каде што југот и истокот на мојата земја сториле југоисточен пакнеш, те очекува букет од гостопримство, питомина и распеана сончевина. Овде Божите дарови во природата и вредната рака човекова сториле симбиоза која предизвикува празник за очите и душата. Само да знаеш колку би сакал да го видиш Кожув, како на облаците им се додворува и како заедно ги прифаќаат новите улоги во визуелната представа во која небото е море, а планинските врвови убави острови. Овде 4 годишни времења се подеднакво убави, затоа што Кожув е планина со сите нишани. Ако имаш спортски дух, повели. Сакаш зимски спортови, сакаш планински велосипедизам, може би лов или риболов, или пак планинарење. Попат ке го видиш голиот човек, ендемско растение кое го има само овде и никаде на друго место. Тука е и господовото наследство смрдлива вода, која им дарува здравје на луѓето, како и манастирот Свети Илија, како кладенец за гасење на духовната жед. А потоа скок од една планина на друга и еве сме среде столетните букови дрвја, каде што Смоларскиот водопад несебично ја споделува својата убавина со нас. Му недостасува половина метар за да има 40, но и без тоа е највисокиот и најпостојан водопад во Македонија. Живописна гледка која го одзема здивот и вистински рај за љубителите на природата. Не толку високи, но не помалку убави се водопадите во подножјето на Беласица, кои според близината до преубавото населено место се наречени Колешински. Природен раскош кој никого не оставиле равнодушен. Ако пак, мил мој пријателе, го љубиш спојот на природната убавина и исконското минато, тогаш Паљурци е вредно за твојата почит. Таму земјата, водата и воздухот се во совршена хармонија, а трагите на љубов и храброст на свети апостол Павле се сведоштво на библиското значење на ова парче земја. А потоа, своите порти за добредојде ке ни ги отвори и Доиран, со своето преубаво езеро, најмалото, но најтопло во Македонијава наша. Заплискани од медитеранската клима и опиени од приказната за убавата Доирана, ке ги гледаме мандрите, ке ги мирисаме леандрите, ке му се помолиме на Господа во црквата Свети пророк Илија и ке крепиме душа вкусувајќи риба на трска, уловена со помош на птици. Ке ставиме нога, пријателе, и во пределот на Моноспитовското блато, последното мочуриште во Македонија. Кралската папрат Осмунда Регалис е обележена ова поднебје, но не помалку интересна е и останатата флора и фауна во ова живописно место. Од тука ќе фрлиме поглед и на браната Турија, која душа дала за спортски риболов. И додека рибариме, ќе ти ја раскажам приказната за американската мисионерка Мис Стоун, која заедно со својата придружба престојувала во овие краишта. Ќе те одведам и на Негорските бањи, сместени во природен парк, формиран среде богата јасенова шума. Бањата со најниска надморска височина во Македонија плени со својата околина и благотворното дејство како дар од Господа. Патиштата југоисточни ќе не одведат и до манастирската црква посветена на Света Богородица Елеуса. Мала по габарит, но голема по својата архитектонска и уметничка вредност. Црквата веќе 10 векови обстојува низ времето и сведочи за љубовта на монахот Мануил со која била градена, за да биде денес една од најзначајните манастирски зданија во црковната и културната историја на Македонија и Балканот. Во низата од бројни природни убавини што го красат овој регион,
своje заслужено место имаат и мокринските извори. Студена вода, чист воздух и гледка која плени и никого не остава равнодушен. Нова духовна вдахновеност, пријателе, ке ти подари и комплексот водочки цркви Свети Леонти, древното седиште на струмичките митрополити. Човек занемува и пред архитектурата и пред фреските, кои се вистински ремек дела на средновековната уметност и на византиското сликарство воопшто. А дека црковното градителство не е само наследство од минатото, туку и дел од новото време, сведочи преубавата Радовишка црква Света Троица, несомнено еден од најубавите Божи храмови на Балканот. Однатвор неодоливо убава, одвнатре и повеќе од тоа. Црквата носи во себе бројни елементи од многу храмови од Македонија и од другите православни земји. Вистинско совршенство од духовна убавина. А потоа повторно назад во минатото, преку конечкиот 7-вековен манастир Свети Стефан и археолошкиот локалитет Добридол, мощне значени за севкупното македонско културно наследство. Тие кријат во себе бројни приказни од изминатите векови. А приказна за себе е и римската терма во Бања Банско, еден од ретко сочуваните римски споменици од ваков вид во Европа. А таму 3 културни слоја за 3 епохи со 3 докази за вековното користење на термално-минералните води. Ако пак сакаш, пријателе, да ја видиш најстарата ранохристијанска базилика и најстарата пронајдена фреска во Македонија, тогаш ќе те однесам во храмот посветен на заштитниците на Струмица, светите 15 тивериополски свештеномаченици. Струмичани го негуваат култот на светителите, оддавајќи им почит за ширењето на христијанството на овие простори уште во 4. век. А потоа ќе се качиме на древните цареви кули за оттаму да фрлиме поглед на убавата Струмица, најголемиот и најразвиениот град на македонскиот југоисток. Овде традиционалното и современото одат рака под рака. Ем достојно негување на долговековниот струмишки карневал, ем нови содржини кои се во хармонија со европскиот урбан лик на градот, лик кој плени од прва. Потем, пријателе, ќе направиме длабок поклон пред историјата. Недалеку од кулата Пирго кај Мокриево, таа почит ја заслужува стариот Јавор, немиот сведок на Беласичката битка со трагичен епилог за Самуиловата војска. А таму, кај што цветаат калинките, кај што Анска река се влева во Вардар и кај што е извориштето на песната македонска и валандовска, ја допреме историјата во Исар Марвинци, еден од најзначајните археолошки локалитети во Македонија. Вреди да се види и богатото со риба езеро Мантово, кое со своето еколошко обкружување како да е создадено за уживање и релаксација, но и античката рударска населба Пилјавтепе, со истоимениот Карпес предел, кој е вистинска мека за планинарите и алпинистите. Ете толку од мене, драг мој пријателе. Со зборови толку се може. Сосема е поинаку кога убавините на македонскиот југоисток ќе се погледнат со собствени очи и ќе се доживеат. Се надевам дека нема да му одолееш на предизвикот. Те очекувам. Срдечно те поздравува твојот југоисточен пријател. Си ми прва буква љубовна, ти љубовна фора, твојата сенка од рано сонце легна врз мене. Срце во моје райска градина,
gradi mi ti ljubav ta. Tebe te čeka moja najmila, sada go poleš. Moja zvezdo sjajna, moja izvoro, znam je vide taka kako opšto kažu vam. Moja zvezdo sjajna, moja sudbino, naša ta ljubav je rasposlana tamo da se kade. Ljubav ta moja i tvoja jedinstvena, za mene den za den religija. Ti si mi blesak što sjaje ne zgasnuva, tamo vo večnost da ostanuva. Srcevo moje rajska gradina, gradi mi ti ljubav ta. Tebe te čeka moja najmila, sada go poleš. moja zvezdo sjajna, moja sudbino, naša ta ljubav je rasposlana tamo da se kade. Ljubav ta moja i tvoja jedinstvena, za mene den za den religija. Ti si mi blesak što sjaje ne zgasnuva,